А свечена Академија вечерва присуствуваат и 20 представници од националните архиви од 12 земји. Денес во Порта Македонија се одржа состанок под мотото Градење мостови, каде што беше основана професионалната архивска асоциација на Југоисточна Европа. Го поканувам директорот на Државниот архив на Република Македонија, доктор Филип Петровски, да го презентира годинашниот извештај за активностите на архивот во изминатата година и да ја промовира монографијата издадена по повод 65 години од основање на архивот. Почитуван председателе на Република Македонија, Ваша Екселенција доктор Ѓорѓе Иванов, почитувано блажество архиепископ Охридски и Македонски господин Стефан, почитувани гости од државните архиви на Турција, Бугарија, Романија, Црна Гора, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија и почитувани представници на Европската асоциација на архивите Икарус. Почитувани колеги, присутни во голем број тука и соработници, почитувани гости. Денес, кога со гордост го одбележуваме 65 годишниот јубилеј од основањето на Државниот архив на Република Македонија, со задоволство се потсетуваме на развојот и действувањето на една од најзначајните македонски национални институции, која истовремено е трезор и извор за проучување на целокупниот политички, економски, научен и културен развој на Република Македонија. Самиот чин на основање на Државниот архив представува еден од најзначајните настани во поновата наша историја и е огромна придобивка од историско и од национално значење. За Македонија и за македонскиот народ архивот представува изворно сведоштво за постоењето, за обстојувањето на нашиот национален идентитет, за борбата на нашиот народ за создавање на своја национална држава и за континуитетот на македонската политичка, државноправна и национална мисла. Развојниот пат на Државниот архив е тесно поврзан со создавањето и развојот на нашата држава по Втората светска војна, а самиот чин на основањето има примарно национално значење во заокружувањето на државната власт. Во развојот и унапредувањето на архивската теорија и пракса во Република Македонија, несомнено, огромен придонес дадоа архивските работници, кои што целиот свој живот и го посветија на професијата, на специфичната улога на чувари, на пишаната документација на нацијата, применувајќи ги и усовршувајќи ги современата архивска методологија и пракса. Денес имаме нови, поповолни услови, нов амбиент и можност да работиме и да твориме во сопствена, самостојна и суверена држава, со цел да ги афирмираме македонските вредности во обединетата Европа и во светот. Нашиот јубилеј е повод да подсетиме дека современиот свет е незамислив без архивските институции и архивските документи. Архивските работници носат огромна одговорност за документирањето на настаните, за размената на информации и за постојаната примена на информацијските технологии, особено за обработката и дигитализацијата на архивската граѓа. Изградувајќи го со тоа идниот заеднички европски и светски архив, кој што ќе му биде достапен на секој жител на оваа наша планета Земја. Државниот архив на Република Македонија е формиран со посебен закон, Закон за државните архиви, донесен на 6 јануари 1951 година од Народното собрание на Народна Република Македонија.
Официјално почнува со работа на 1. април 1951 година и затоа денеска го одбележуваме овој ден. Во периодот од 1951 до 1960 се основаат и 9 околиски историски архиви во Битола, Куманово, Охрид, Прилеп, Скопје, Струмица, Тетово, Велес и Штип, кои денес представуваат дислоцирани организацијски единици на државниот архив, кои извршуваат архивски функции на одредено територијално подрачје од случај до случај по неколку општини. Од јануари 2014 Државниот архив ја промени својата локација и се пресели во ново изградената палата Александар Македонски, дел од проектот Скопје 2014 и по моје убедување најубавиот дел од проектот на Скопје 2014. Зграда која бргу ќе биде еден од националните символи и символ по кој што секаде во светот ќе ја препознаваат Република Македонија. Една од суштинските цели на дејноста на Државниот архив е да го презема и да го чува јавниот архивски материјал и да обезбедува услови за негово непречено користење. Согласно законот за архивски материјал, јавниот материјал е во собственост на Република Македонија, а право на користење имаат сите под еднакви услови, освен за остварување на функциите на државните органи и на јавните институции. Јавниот архивски материјал се дава на користење и за научни истражувања, за публицистички потреби, за потреби на образование, за изложби, како и за остварување на други права на граѓаните на Република Македонија. Земајќи го предвид овој факт, Државниот архив се грижи за соодветна заштита на овој материјал. Уште од неговото создавање во јавните институции и преку стручна помош и надзор им помага на имателите да обезбедат што подобри услови за негово чување, се додека не дојде на трајно чување во нашите депоа. Меѓу најзначајните документи што се наоѓаат во депоата на нашиот македонскиот државен архив се старословенски и црковнословенски ракописи, документи од периодот на османлиското владење во Македонија, документи создадени од страна на македонските просветители, документи од македонското револуционерно и национално ослободително движење, документи од Илинденското востание, од Балканските војни и Првата светска војна, документи што сведочат за активноста на ВМРО и ВМРО обединета, документи од периодот меѓу двете светски војни, за активноста на Комунистичката партија на Македонија, за Народоослободителната војна и јасно, социјалистичкиот период на Република Македонија, како и документи по 1991 година, односно по прогласувањето на независност. Во престојниот период планираме интензивирање и преземање на архивски и мемуарски материјал по пат на откуп, подарок или депозит од страна на приватни лица, носители на општествено-политички функции, но и од лица кои биле репресирани од комунистичката власт заради несогласувања и поинакви политички ставови. Се прават напори да се стапи во контакт со македонците иселени во диаспората заради преземање на материјал, а дел од тој материјал веќе и преземен, со кој ќе се фрли дополнителна светлина на животот и действувањето на нашата политичка и економска емиграција во светот. Како посебна активност се предвидува валоризација на целокупниот архивски материјал согласно со Законот за прогласување на културното наследство од особено значење во Република Македонија и избор на архивски фондови и збирки што ќе се стекнат со статус на културно наследство и ќе бидат предложени за дигитализација согласно со Националната стратегија за дигитализација на движното културно богатство. Државниот архив има потпишано и повеќе билатерални договори за соработка со архивски институции од странство. Овие договори се потпишуваат со уставното име на Република Македонија. А врз нивна основа и во согласност со нашето законодавство се врши размена на искуства, размена на граѓа, размена на специјалисти, архивисти, организирање на советувања и слично. Изминатата 2015 година во Државниот архив се реализирани повеќе активности во врска со проектот за дигитализација на заедничкото архивско наследство од поранешната СФРЈ. Истражувања во архивот на Југославија, во Хрватскиот државен архив, во Државна агенција Архиви на Република Бугарија,
во Националниот архив на Шведска, каде што по наше изненадување пронајдовме многу документи поврзани со нашата историја, посебно илинденскиот и периодот до крајот на Првата светска војна. Во Генералната дирекција на државните архиви на Турција и така натаму. Остварени се средби и посети од страна на повеќе странски делегации, потпишани се повеќе договори, а под покровителство на председателот на Република Македонија, неговата екселенција доктор Ѓорѓе Иванов, беше организиран и симпозиум на тема 100 годишнината од Првата светска војна, фронтот кај Чана Кале и нивните глобални последици. Публикувањето на архивски материјал представува уште една важна дејност во Државниот архив, која е започната во 63-та, а до денес се објавени повеќе од 200 изданија, зборници на документи и монографски трудови. Во изминатата година се публикувани книгата 4 и 5 од едицијата Драган Богдановски "Мојата борба за Македонија", Ангел и Христо Узунови, псевдонимите на ВМРО како дел од серијата насловена "Архивата на Ангел Узунов", монографијата Христо Матов, зборникот на документи Руската колонија во Скопје, книгата Турски документи за историјата на Македонија, списанието Македонски архивист и дипломатски документи за граѓанската војна во Грција, том 2. Уште една новина сакам да истакнам од минатата година, која што е поврзана со публикување на копии од најзначајните документи од македонското културно наследство. Ова идеја се роди на отворениот ден на архивите минатата година на 1 август, кога јавноста, која беше добре дојдена во сите архиви и преку документите чувани во депоата, се запозна, односно ја допре македонската историја. Тогаш заклучивме дека нашата историја, нашите документи не треба да се далеко од јавноста, туку треба да се што поблиску и што подостапни до сите заинтересирани граѓани. Дозволете во оваа прилика накратко да ја промовирам монографијата публикувана по повод ова 65-та годишнина од основањето и работата на Државниот архив. Преку оваа монографија сакавме на јавноста и на читателите да им презентираме дел од материјалите што ги имаме во богатите ризници на нашите депоа и да ги доближим истите до нив. Веруваме дека отвореноста на архивот и инкорпорирањето на проектите во иднина можат да придонесат за поквалитетно образование, за создавање на електронски библиотеки на документи. Од тука се јавува и мотивацијата се работи уште поинтензивно и со поголем елан, а на следната годишнина да се излезе со уште поголемо и повредно дело од ова што го презентираме како монографија по повод 65 години. Тука на ум ја имаме улогата на создавачите, имателите на материјалот и на сите граѓани на Република Македонија, кои сакаме да ги охрабриме да ја дополнат нашата документација со своји лични и семејни фондови. Пример за тоа треба да ни бидат донаторите на архивски материјал, со чија активност ги збогатуваме нашите фондови и во изминатиот период, и се надеваме дека со наша помош и поттик тоа ќе стане се почеста пракса во иднина. Сите ние создаваме документација и заедно ја пишуваме историјата на Македонија, а со тоа и иднината на оваа држава. А нашата институција е тука да ја негува и да ја чува таа историја. 65 години од постоењето на Државниот архив на Република Македонија е значаен јубилеј, кој го покажува односот на државата кон документацијата, а тоа е материјалот од која пишуваме историјата, врз чија основа се создава и нашиот идентитет. Наша обврска и долг спрема идните генерации е токму тоа да го пренесеме. Ви благодарам.